Еден убав проект кој што е за поддршка и за поздрав апсолутно, организиран од ЕУ Инфоцентарот, видовме од прилогот пред малку, а ќе продолжиме на тема која што се надевам дека ќе биде од голем интерес, особено за ромската популација кој што го следа денешното издание на емисијата Пуртик, затоа што ќе зборуваме со Ајсел Мемет од Ромскиот едукативен фонд, а зборуваме и за една интересна програма за стипендирање во рамките на програмата за медицински стипендии на роми во Roma Health Socialship програмс, кои што за прв пат се објавуваат ваков тип на конкурс за стипендирање на за вовед секако во медицината, секако наменато за ромската популација. Споменав, Ајсел Мемет е наша следна гостинка во Пуртик. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добар ден. Прво честитки за еден ваков проект, со оглед на тоа што за прв пат се имплементира кај нас во земјава, прв пат се организира воопшто, навистина ќе биде од една општа корист и со цел за да на некој начин се зголеми бројот на роми со завршено медицинско образование, кои ни тие ќе предонесат нели секако за поздрав живот во нашата земја. Ајде малку за овој проект да не запознаете. Значи овој проект почна да се реализира во Македонија од 2010 година. За прв пат се воведува во Македонија и Србија, а претходно беше реализиран во Бугарија и Романија. Што значи дека потребата од ваквиот проект, од ваквата програма за воведување во уште овие дополнителни две земји произлеза, конкретно можам да зборам значи за Македонија, беше направена претходно студија каде што се истражуваше и имаше фокус групи реализирано со студенти и средношколци на медицинските училишта и факултети и од таму се увида потреба за тоа дека на студентите и на средношколците кои што учат студираат на медицинските училишта и факултети им е потребна ваква финансиска поддршка која што освен финансиската поддршка стипендија имаат и други дополнителни бенефиции. Велите овој проект успешно се имплементира во нашето соседство во другите земји, како се покажа таму целиот тој проект? Значи како беше интересот таму? Според тоа што ние го увидовме кога бевме на состанокот во Будимпешта заедно со колегите од Ромскиот образовен фонд РЕФ и од Институтот Отворено општество Будимпешта, значи ние како представници од Фондацијата Институт Отворено општество Македонија или Сорос фондација позната, бевме таму и ги видовме сите позитивни искуства кои што колегите од Будимпешта, тоест од Бугарија и Романија ни ги пренесоа како резултат на тоа што они го реализираа во нивните земји. Пред да продолжиме да зборуваме на тема оглас, начинот на пријавување, што се треба да поднесат кандидатите, ајде малку за целта на целиот овој проект. Малку повеќе се задржиме, значи направивме еден вовед, но можеме малце по... Значи, програмата се состои, да напоменам, од 4 компоненти. Значи, првата компонента е стипендирање, финансиска поддршка на студентите и на средношколците. Таа се однесува во однос на тоа да ги покрие сите трошоци околу литература, сите трошоци околу обезбедување на книги, учебни помагала, потоа патни трошоци, сместување за тие што се разбира надвор од Скопје, потоа испитни такси и евентуално затоа што знаеме дека медицинарите користат нели атласи, дополнителна литература која што тешко се наоѓа во Македонија. Поради тоа ќе им користи стипендијата, финансиската поддршка. Останатите компоненти се менторство, значи на сите стипендисти од програмата ќе им бидат доделени ментори, ќе им бидат обезбедени ментори со тоа што ќе им помагаат во полесно совладување на материјалот кој што тие го изучуваат и воедно се надеваме дека поддршката од страна на менторите ќе биде во однос на подобрување на релацијата ученик-професор, студент-професор, така што полесно ќе може да ги реализираат и нивните академски учебни цели. Наредна компонента е застапување, тоест организирање на летен камп кој што ќе се одвива во текот на месец август оваа година. Тука ќе бидат присутни сите оние потенцијални кандидати кои што ќе ги исполнат сите останати критериуми, така што на овој камп ќе се дискутира и ќе се јакнат капацитетите на тие потенцијални стипендисти, со тоа што ќе им се овозможат обуки од типот на јакнење на капацитети, комуникацијски вештини, презентацијски, здравствено законодавство ќе им се објасни, затоа што тоа се потенцијални лекари, идни лидери во заедницата и така натаму. Исто така ќе им се објаснат и ќе им се презентираат обуки од областа на
ромската култура, традиција и така натаму. И последна компонента која што овој месец е неизбежна е промоцијата и промовирањето на програмата. Значи реализираме инфосредби во градовите, во заедницата, во посредство со невладини ромски организации, исто така имаме инфосредби во средните медицински училишта и во медицинските факултети низ Републиката. Велите инфосредби и на тие средби поделуваат еден ваков флаер кој пред малку во инсерите дека кој одам ушавме да ги видиме, каде што вели дипломата Крира лидери учи медицина, намената за средношколците и за студентите. Навистина еден убав флаер. Да, тоа е еден дел од промотивниот материјал кој што беше изработен за целта на програмата. Тоа е само еден флаер, кој што чијто слоган е дипломата Крира лидери учи медицина. Имам изработени исто така и постери и се со цел за полесно пренесување на информацијата за сите заинтересирани потенцијални кандидати. Сега, споменавте неколку пати за сите заинтересирани потенцијални кандидати. Ајде сега малку околу критериумите за пријавување. Што се треба да направат и кој може да аплицира. Потенцираме, значи аплицираат, може да аплицираат роми, средношколци, студенти кои што учат, студираат на медицинските училишта и факултети во Македонија. За тие што се на медицинските факултети знаеме дека државните средни училишта се акредитирани, признаени од страна на Министерството за образование и наука, што значи дека сите оние студенти кои што студираат на приватни медицински факултети, треба нивните факултети да бидат акредитирани, признаени од страна на државата, етаблирани, да бидат редовни студенти, ученици, да исполнуваат критериум за средношколците просекот да биде 3.00, да бидат добри ученици и се разбира предност имаат нели и тие што се со просек одличен 5.00. Апсолутно. Така, за студентите просекот треба да биде минимален, значи 7 и нагоре. Тоа се еден од битните критериуми. Да напоменам дека и целосната пополната апликација, значи целосно пополната и навремено испратена, се што ќе биде пратено подоцна од 30 мај, значи 31 веќе која ќе биде испратена, за жал нема да биде разгледано затоа што комисијата во Македонија, критериумите и начинот на функционирање на комисијата е строг во однос на датумите кога може. Ќе има строго запазени мерки кои што мора да се почитуваат. Да, критериумите се тие, значи до 30 целосно пополнета апликација и навремено испратена. Ајде малку за начинот на аплицирање. Рековте целосно пополнета апликација која што треба да стигне до 30 месецов. Така, апликацијата не се состои само од еден формулар, од една пријава, значи тоа е цел пакет за аплицирање. Олеснато е на сите кои што сакаат да аплицираат, имаат значи упатства за тоа како да почнат да ја пополнуваат апликацијата. Во него се состојат сите неопходни информации околу тоа како и што се треба да пополнат. Значи апликацијата се состои, апликациониот пакет се состои од пријава која што мора да биде целосно пополнета и во неа може да ги наведат сите, значи оние информации и сето тоа што нив ги мотивира да аплицираат и зошто им е неопходна стипендијата, за да ги убедат во комисијата дека навистина они ја заслужуваат стипендијата. Тоа треба да го направат во вид на есеј, значи текстот да биде напишан во вид на есеј и да одговорат на сите останати прашања. Потоа пополнуваат формулар за препорака, но формуларот за препорака општите податоци нивни ги пополнуваат, останатиот дел ги пополнува професор, класен раководител, ментор, затоа што знаеме дека Министерството за образование и наука даваат стипендии, но тоа се однесува за 2009-10, а нашата стипендија, значи нашата програма е наменета за учебна и академска 2010-11 година, тоест наредната од септември. Понатаму треба да пополнат договорни задолженија на англиски јазик, македонскиот примерок останува за нив. За средношколците поднесуваат свидетелство, нотарска заверка од свидетелство од претходната учебна година и евиденционен лист кој го издава нели училиштето за тековната година. Сето тоа ни е потребно за да го видиме просекот на кандидатот, а за студентите поднесуваат уверение за сите положени испити. Понатаму што треба да направат е да направат копија од лична карта или пасош. За тие што немаат лична карта или пасош, треба да поднесат извод од матична книга на родените и последен документ кој што треба да ни го испратат е да отворат девизна сметка за исплата во евра по било која банка. И врз основа на таа сметка, значи девизна сметка, да побараат од банката IBAN код и SWIFT код, значи тоа е еден
една хартија која што само банката ја издава и наведува податоци за корисникот на сметката и банкот и SWIFT код. Откако ќе ги соберат сите овие документи и формулари ќе ги пополнат, треба да направат 3 фотокопии, значи од истите. Значи, еден оригинал плюс 3 фотокопии и ни ги праќаат исклучиво по препорачена пошта. Доколку сака да ги провериме, значи, апликациите, можат слободно да дојдат во Фондација Институт Отворено општество Македонија. Се наоѓаме во булевар Јане Сандански, број 111, во аеродром, за да можеме евентуално да ги проверуваме документите, но нема да може да ги остава. Значи, исклучиво потенцирам по препорачена пошта да ги испратат. Понатаму, оригиналите, сите документи ги разгледува комисијата во Македонија, која што се состои од представник од Министерство за образование и наука, од Министерство за здравство и од граѓански сектор. Значи 3-члена комисија која што само ги разгледува апликациите и ги препорачува, но не и одлучува. Значи конечната одлука ја носи бордот кој што се состои од 3 члена во Будимпешта. Значи конечната одлука ја носат колегите во Будимпешта. Така. Ако споминавме дека рокот е до 30 месецов и ако споминавме што се е потребно за аплицирање, кога ќе се знае конечно, значи колку стипендисти се финансирани, односно колку студенти ќе бидат стипендирани, и меѓу другото кога е конечниот рок, кога резултатите ќе бидат објавени. Нивната обврска за аплицирање на кандидатите не завршува до 30 мај, значи обврска има на тие што ќе бидат потенцијални стипендисти да присуствуваат на летниот камп за застапување. Понатаму, сите оние кои што ќе продолжат, тоест ќе се запишат во наредната учебна и академска година, обврска има до 31 октомври да ни испратат исто така по препорачена пошта потврда за редовен ученик и потврда за редовен студент и висина на партиципација, за да го потврдат сето тоа што они го навеле во нивната апликација. Баш поради тоа дека нашата стипендија се однесува за наредната академска и учебна година. Кога ќе го завршат тој процес, ние правиме проверка на сите тие информации кои што ги навеле во апликацијата и потоа, значи откако ќе ги испратиме сите документи, ќе бидат разгледани, ќе се донесе одлуката, најверојатно, значи до крајот на декември тие ќе добијат и конечен одговор за исходот од нивната апликација. Одговорите, известувањата ги праќаме по препорачена пошта, значи писмо на домашна адреса или евентуално ќе ги сконтактираме преку имејл, што значи дека обврска ќе им биде да проверуваат исто така имејлот. Што се однесува до поддршката од ромските невладини организации, колку тие максимално се вклучија во овој проект? Како е нивното размислување? Вчера започнавме за прв пат да реализираме средби заедно со посредство на невладини организации. Првата средба ни беше вчера во Тетово, така што денес сме во Куманово, задутре во Битола. Заинтересираноста е голема. Присуството на децата при средбите на децата, на учениците и на средношколците на инфосредбите беше голема. Тоа се потврдува и со инфосредбите сесиите со заедницата, тоест родителите. Значи заинтересираноста постои и се појавуваат, значи многу заинтересирани кои што доаѓаат на тие средби. Ајсел, ви благодарам многу за гостувањето, што имавме можност овој проект и да го промовираме вака во медиум. И сега ќе го следиме и понатаму. Само да напоменам уште нешто. За тие што се трета година сега, средношколци, а наредната 2010-11 учебна ќе биде четврта година, програмата има предвидено и дополнителни курсеви кои што ќе им помагаат при полесно полагање на државна матура за нели да се запишат и да продолжат да студираат на медицинскиот факултет. Тоа би било околу програмата и се надеваме на ваша идна соработка. Апсолутно, тука сме да соработуваме со вас. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и за одвоеното време, а ние ќе продолжиме понатаму со реклама. Благодарам и на вас.